Комисијата за спречување и заштита од дискриминација минатата година добила двојно повеќе представки во однос на 2022 година. Денес комисијата го презентира извештајот на работење во 2023 година, кој бележи тренд на зголемување на бројот на представките. Годинава комисијата работеше на 523 представки, што е повеќе од 100% зголемување во однос на претходната година, што веројатно говори дека комисијата добива на видливост, дека граѓаните се поинформирани во однос на тоа каде треба да ја пријават дискриминацијата и дека институцијата можеби добива уште повеќе надоверба. Во споредба со 2022 година се забележува тренд на намалување на дискриминација врз национална и етничка припадност. Меѓутоа, пораст на оние случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. И покрај зголемениот обем на работа, Јордановски нагласи дека се соочиле со истите предизвици на кои се жалат трета година поред, односно работат со ограничен буџет и малкумина вработени. Предизвици комисијата, иако имаше и квантитативно и квалитативно двојно повеќе работа во 23-та во споредба со 22 година, ние работевме со намалени човечки капацитети во 2023 година. Комисијата се уште останува со прилично лимитиран буџет, се уште континуирано би рекол се прекршува онаа финансиска независност на комисијата, односно располагањето на буџетот на комисијата, што директно е во колизија со законската поставеност на комисијата како независно тело.